Еве се враќаме повторно назад. Ми стигна меморис на Facebook. Бришам коментари и постави нешто страшно. Сега, она што си го направил во текот на својата кариера не можеш да го избришеш и она што си го направил во текот на твојот живот, освен постовите од Facebook, Instagram и другите социјални мрежи. Денеска ќе разговараме повторно на тема како е да се биде модел во Македонија, колку добивка имаш од тоа, колку сакаш да се занимаваш, што е таа дејност. Најчесто последна наша мисица Дунавка не беше, Дунавка беше прва, така Кика? А која беше последна? Не е битно. Сега, јас лепотици како Дунавка многу сакам и знам дека ќе изреагира и после оваа најава. Но повеќе сакам кога ќе имам во студио модел кој пред се има тука, па после надворешно. Денеска во моето студио е Ангелина Китановска. Добре дојде. Добро ве најдов. И Дунавка седеше на таа столче. Верувам дека не ти представува нешто многу вау, ова што ти го кажат, но добро. Како ќе чувствуваш најпрво кај нас? Комотно, убаво. Убаво е, сигурно? Да. Што навеќе Сега се за доаѓа? сега. Ја верувам дека тимот е најдобро. Па може да се каже. Посебно ние од режија горе што те гледаат и одвај да еве, гледаш. Ете, поздрави имаме. Поздрав за нив. И денеска од кога со моделството? Зошто со моделство? Што е толку посебно во оваа твоја професија, ако може така да се нарече моделство? Или како воопшто? Па не би го дефинирала како професија, затоа што сепак живееме во Македонија. Така. И не може да се профитира премногу од тоа. Би го нарекла хоби или хонорарна работа. Зашто почнав? Всушност, прво почнав пред веќе 5 години. Се запишав на моден дизајн и чисто онака од љубопитност да видам што е, како е. Пак мислам, кога си во тој свет, кога се движиш на таа страна, добро е да барем да знаеш кај си упатен. Така. И реално многу ми помогна. Ама, кога ќе се фатиш на орото, не е тешко да се фатиш, тешко е да излезеш од него. Така да... Ова ора предолго трае, 5 години, бога ми да играш ора. Да, ма убаво. Да? Да, мислам ако не чини... Би се Секој, тргнала да, секој спасува глава. Така. Ама во оваа ситуација не. Еве, исто така ќе потенцирам дека една од ретките која знае како да се однесува на сцена, има артикулисано движење и добар говор. Дали вие моделките или моделите внимавате на тоа како треба да се представите и во суштина имате некои строги правила кои треба да ги почитувате? Колку ти ги почитуваш истите и кои се? Па, како формално не учат како треба да се однесуваме, мислам. Да, кога се работи да бидеш пред камера, ако е снимање, фотосесија или нешто така, да, стварно ни помагаат, ама кога се работи за говор, па не баш. Затоа што сите се водиме по тоа што едноставно како моделите не избегнуваат говорење во јавност и слично, за да се заштитат баш од таквите коментари кои ги добиваат после. Затоа што сите очекуваат да биде тоа нешто вау, а сепак не знам како да го кажам, да не бидам погрешно сватена. Да. Затоа нема да го искоментираме, веќе ќе давам простор да не биде искоментирано. Да носиш титулата мис и да се представуваш како мисица, колку треба да вложиш во себе и дали навистина мисиците главната цел на нив име мир во светот, мир во светот, мир во светот. Па јас само тоа знам дека го прават, не знам ништо посебно. Зошто би ти било предизвик? Па не би рекла дека е некој голем предизвик говорењето за мир во светот, ама за да бидеш избран и да учествуваш на таков интернационален надпревар, каде што секоја земја си има свој представник, па не можам да кажам дека и мала работа. Така. Сега, делот за мир во светот, самата поента на самиот надпревар мисот е да шири позитивна енергија и да биде да помогне некому. Значи, сите работи што ги правиме таму се во добротворни цели, се, значи, буквално што е поврзано со тоа, оди во хуманитарни цели и нема, никој не профитира. Барем ние девојките не профитираме од оваа работа, да. И поради тоа се потенцира мир во светот и помош на тие што не можат да си помогнат.
Бидејќи претходно ги напоменавме оние аспекти кога зборував на почетокот за моделство, за сликање, за фотографирање, ќе погледнеме некои од твоите фотографии по избор на нашиот Џулијани и ќе ни ги објасниш колку е тежок тој дел од твојата професија, бидејќи не верувам дека е лесно да стоиш и да позираш. Ајде режи фотографиите во пред да ги видиме фотографиите, веќе ги гледаме. Колку време се подготвува една ваква фотосесија? Ова се верувам дека и дел од твоите приватни фотографии. Да, некои се дел приватни фотографии. Сега зависи за подготовки. Ако збориме за позирањето и слично, тоа курсот што го земаш претходно се или тука има и талент, или го имаш или го немаш. Иако голем дел можеш и да го научиш како треба всушност да изгледаш пред камера и како треба да застанеш точно која страна, мислам сите си имаме поубава страна. Така. И... Да не треба да седнеш тука, да стана. Не, окей сум си. Да си прашам. Не е проблем. Така да, мислам почетокот е тежок, додека се опуштиш, додека се навикнеш да не се срамиш пред камера, а после тоа ти доаѓа природно, само по себе без проблем. Добро, ќе ги догледаме фотографиите, ме молам режија широк кадар. Гледам дека си била многу модни едиторијали и видов дека си била на Fashion Week Скопје. Што во Македонија е престиж да го достигнеш? Која е границата, која е мирата за... Па би рекла дека тука се големите дизајнери, значи кога збориме за висока мода во Македонија, затоа што се работи за нешто попрестижно. За разлика, например, додека помалите едиторијали или пак фотосесии која се работи за нешто локално или некој бутик, не е некој предизвик, се стигне. Па баш, не баш секој, ама тука некаде, да. Ама кога се работи... Треба посетуваш нели талент пред себе, да. Ќе те прашам, еве, како дојде до моментот ти да бидеш представничка на Мис Глобус? Извини. Како дојде? Епа, да ја представам Македонија на Miss Globe International ми помогна и бев избрана од Jukebox Casting. Тоа е кастинг агенција која е регионална и соработува со сите модни агенции во Македонија и во регионот. Така, има ли многу конкуренција? Па, реално има. Македонија е земја каде што има многу убави девојки, така да кажам дека нема конкуренција би било стварно смешно. Кога би рекла на 10 девојки 6 се стварно многу убави. Па, добро, а како тоа се извидува во светски рамки, дали иста е таму моментот што има толку голема конкуренција? Што мислиш, дали на балконот се повеќе луѓето сакаат да се занимаваат еве со моделство, за разлика од светот кога имам начуено, имам прочитано, дека се поише се откажуваат? Да, сега зависи, тука има врска и биологијата, значи како ние балканците изгледаме. Реално имаме висина, имаме став. Кои ги имаат оние предиспозиции повеќе? Дали балканците или пак оние по светот? За да да ги исполнуваат тие критериуми во висина, ширина, дебелина? Зависи, мислам дека во секоја земја би се нашол некој што би можел да исполнува. Сега кога се работи за Азија, таму девојките метари 70 е многу тешко да најдеш, а да не збориме над метари 70. Така. Затоа зависи, во секоја земја си има посебни критериуми кои треба девојката да ги исполнува за да може да биде модел пред се. Така. Сега јас ќе се обидам да го отворам порталот, not available, не знам зашто вака, не е битно. Ќе се обидам околу на повторно. Имаш талент. Еден за кој јас го знав и кога што гледаш таму до тебе ти остави хартија и пенкалци. Да. Односно, слушнам дека многу добро знаеш да црташ, ако не се лажа. Така е. Дали ако не бидеш во модниот свет би се занимавала стрикно со уметност и со цртање? Па пред се и се занимавам со тоа, како да се изразам, приватно. Така. Да, хоби ми е да сликам. Што најчесто, што ти е најубаво, што ти е онака предизвик да го нацрташ, да го имаш како уметничка слика? Па јас цртам најчесто дизајнерски решенија кои главен дел од сликата ми е портрет. Значи сакам да цртам ликови. Само секој си има свој стил, не би рекла дека тоа се класични портрети, пак се работи за дизајнерски решенија, затоа што пред се сум дизајнер, не сум сликар.
на Така да. Сама ли си ги бираш парчињата кои ги облечеш? Ние во Македонија па и најчесто не правиме разлика помеѓу дизајнерски парчиња, односно помеѓу она што треба да го помеѓу дизајнер и моден креатор, ајде така да се изрази. Ќе се согласиш ли со мене или можеби нема да се согласиш? Зависи. Пак, Македонија баш во тој дел од модата е се уште не доволно развиена како светските земји, така да мислам се што би кажала тука не би држало баш вода, би се поштедило од такви коментари кога се работи. Сега би те замолил од срце, од мене има слободна тема, да видам што ќе добиеме од тоа што ти би го нацртала на хартија, дали може? Може. Не знам, сега знам дека вие имате специфични тамо како се велат тие, кажи ги, пенкала, моливи со кои се црта, единствено обично пенкало. Не е проблем нешто кроки, брза скица. Оставам на тебе да видиме што ќе добиеме. За тоа време ќе ја замолам режијата да се добиеме прво јас во кадар, а потоа да го добиеме нашиот екран во кадар, за да можеме да видиме каде девојките се пријавуваат за кастинг. Така, додека се договарам тука, се со мимики си решаваме ние тука експресно, не што менуваме од момент во момент. Ова е всушност Jukebox Casting Talent Agency, односно агенција за таленти, и веќе гледате на вашите екрани, тоа е jukeboxcasting.com application. Ева апликацијата што треба вие да внесете: име, презиме, имейл адреса, имате држава, имате град, имате род, машко, женско, датум на раѓање и апликација. Тука може да имате што вие поседувате како талент. Дали сте модел, музичар, диџеј, актер, промотер, како ќе се преведе тоа точно на македонски, хостеса, сакате да бидете хостес, како ќе да е машко и така натаму. Хост, моја грешка. Претходното искуство го влесувате во овој дел, постои имате апликација да внесете и ваши фотографии за да можат да ве видат, да видат за кого станува збор. Најверојатно внесувате нели крупен кадар, широк кадар, облечени, соблечени, така натаму, за тоа не навлагам. Имате социјални профили, тука не мора, туку било пожелно да внесете Facebook адреса, YouTube адреса ваша, Vimeo, SoundCloud, имате и Mixcloud. Вајда, не дочитувам од тука, најверојатно. Да видиме што точно станува збор, тоест овде немаме линк, тука имаме објаснување околу самата агенција, како што можам да видам. Ова апликацијата имате логин, не знам дали ќе можеме ние да се видиме што. Аха, ова е сосем нешто друго. Сега само го спозна како треба да се излезе тука. Односно, пошто ја не знам. Аха, знам. Ќе се потрудам, додека ја чекаме скицата од Ангелина Кидановска, нашата денешна гостинка, која веќе се труди, верувам дека е до половина. Гледаш, јас одземам време за ти да можеш да си нацрташ се што треба. Сега да видиме дали имаме Facebook профил, исто така каде што вие можете да... Да, имаме Facebook профил, на овој Facebook профил исто така можете да проверите дополнителни информации, за кратко ќе го добиеме и него во кадар, тоа е Jukebox Group. Само момент, додека да го добиете вие во кадар. Big Talent, еве гледаме едно видео, еве апликацијата имате тука. Гледате, дури Jukebox и оваа компанија, оваа фирма или како е правно лице ќе ја наречам, имат memories кои се ги споделуваат на Facebook. Coming soon, Jukebox Group Project, Елена Ристевска, проект со Елена Ристевска. Добро, ќе ги побараме некогаш да бидат наши гости во студиото, нашиот Џулијани е дел од овој тим. Jukebox Workcasting и така натаму, и така натаму, и така натаму. Океј, доста. За останатото ќе се плати. Џули, ќе искашираш ни помалку ни повеќе во буџетот на телевизија 21, а јас секако ќе овозможам повеќе време за промоција. Додека црташ, дали имаш пејачки способности? Ако за ништо не ме бива, тоа е дефинитивно пеењето. Да, многу често знати кога... Јас, па искрено ти кажам, обожавам да пеам. Сега, тоа нема никаква врска, тоа што
воопшто не ме бива. Така. Сакам, едноставно ми е ширење позитивна енергија. убаво што го Да, слушам. кој пее зло не мисли. Во право Ама си. многу често знати да ми кажат као молим те престани, значи стварно е напорно. Не можеме да те слушаме веќе. Денес како имаш можност да се испробаш преку нашето караоке шоу или караоке дел од емисијата, никогаш што се во нашето студио не пеел модел. Еве, јас ќе ти бидам твоја придружба и имаме две композиции, едната од Lady Gaga, Bad Romance, и другата е Jessie J, Price Tag. Првата ќе ја почнеме, со втората можеби ќе продолжиме. Гледам дека имаме мотиви. Денеска, кај ми е лопатата? Чекај. Гледам дека оваа лопата денеска тебе те мотивираше, па тоа изгледа нашето дрво во раст, како што можам да погледнам од оваа страна. Најверојатно ќе видиме, зависи што си направил денес. Не се сомневам. Јас мислам дека ќе изгледа перфектно. Значи, Само една? Па- Или треба цела шума? не, мислам дека доволно едно. Тоа нашето што го засадив, тој патлиџан што го засадивме доле во. Еј, па патлиџан, па не ми кажа бе дека е патлиџан. Чекай Не, уште. патлиџан е некоја шума собрана од попат, затоа што немавме пари, скапи биле дрвата за купување, па за сада ја посебно да не зборувам. Додека ја да го добиеме еве вака, јас ќе се потрудам. Мојата денешна лопата, мојата денешна помошничка, се добие научари. Само да се сврти кон камера. Денеска сме, како ви кажам, мут, лававо со лопатата, на пример. Еве и домат ти нацртав, И да не домат се имаме. Да, Опа. да. Те имаме. Значи, јас мислам дека следното лого на Урбан Так ќе биде ни помалку ни повеќе домат на крајот, вака нацртан од логото. И онака, потим размисли околу оваа опција, брат. Не е лошо да имаме домат дека доле гледаш, во на крукчено дека кога се врти, тука кај што прска домат да искаче. Да го видиме цртежот. Ајде. Сега тоа беше на Ова брзина, беше на брзина, инспирирана се разбира, да. од денешните муабети за лопатата и за дрвата. Пак празник е, знаеш. Да, поправа си. Не работиш денес, не работиш. Значи празнично си го поминуваш ти денот со нас. Да. Ајде еден поубав зум, побрз. И не зумирај толку многу. Зошто? Па сепак се работи за прв пат кроки. ми се случува да ја тргнат графиката, за да може да се види цел цртеж. Во ред. Ова ќе го обестиме тука негде. Сега немам салотеп, ако добијам меѓувремено ќе добие своје место. Ќе пееме се. Може? Леле. Ајде. Lady Gaga ме мола режија. Беци е фасцинирана од тебе, верувам, па има време сега да чека дека ја пушти Lady Gaga. Колку често те загледуваат на улица? Дали тоа ти представува често ќе се сврти некој по тебе да рече? Па искрено не, јас како личност не ќам да привлекувам внимание. Па се не можам да кажам и дека ми смета или пак дека нешто се потресувам околу тоа, ама не уживам и не ми е тоа главна цел да привлечам внимание наоколу. Така. Да. А што ти представува цел во животот? Па може после да збориме за тоа или Да? може за да се Сакаш да извлечам, пееш? да се извлечам од овој момент, Ајде. може да зборам за тоа. Ајде, на 3-2 да може? Ајде. Watch out, romance. I want you ugly. I want you disease. I want you everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. Тешка песна си избра. I want your drama, the touch of your hand. I want your letters that kiss in the sand. I want your love. Love, 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 I want your love. You know the truth. Ала, And you know the шо ме тераш да правам? Ало, да. I want your love and I want your revenge. You and me could have a bad romance. I want your loving and your lover's revenge. You and me could have a bad romance. Јас сум друга се признавам, најдобра си готово, признавам, не може И ти нема. каде не ме зезај, не се играј со мене. Добро, може да има со втората песна полесна, често. Ајде, кај ја одврати ова. Многу беше гра. Ова беше избор на Гзимје од архива, ја не знам од која песна, ама брат не е втор пат. Никогаш. Да се признае. При тоа, кога заминувате, кај заминувате, ме интересира, пред се ова. Какво е спонзорството
колку поддршка имате, колку поддршка немате од компаниите и од... Искрено ти кажам, би го избегнала зборот спонзорство и спонзор, затоа што во денешно време се користи во друга конотација. Ама, би рекла... Колку си искрена, ја стварно не таква личност, сега од овој свет сум нема. Хубаво. Би ги нарекла покровители или можам да кажам соработници. Изненадувачки, стварно имаме голема поддршка. Од тоа можам да ги одделам кои највеќе моментално се радувам со соработката со нив, Anti-Aging центарот на Промо Италија, која ќе се грижи. Добувам да се кажат и да спонзори затоа што навистина е фасцинантно да чуеш дека некој го поддржува и овој свет. Да, па баш и поради тоа и стварно јас се радувам поради тоа, не очекував. Претходно кога слушав другите девојки секогаш беа како сама, никој ништо не ми помогна, сама се снајдов, сама се си платив. Не можам да се пожалам од тоа. Еве сам Промо Италија ми се најдов во пресвет кои ќе се погрижат за мојот изглед. Исто така Bushy Fashion, има и многу други за да не продолжуваме околу тоа. Така. Да. Се уште бараме и дополнителни Јас верувам дека ќе имате успех. соработници. Успех, голем успех. 11 декември беше ли 15? 15 декември тргам, да. За изборите. Тогаш. Значи ќе гласаш па ќе одиш. Како инако? Така треба. Одиме со Джеси Джей и повторно ги испробуваме твоите квалитети. Мислам дека мачки. доволно Дел. паднав на тој ке зашо пак. Не. Moonhead and B. You ready? Ајде. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When it still comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Gonna shades on your eyes and a heel so high That you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, you're tonight. It's not about the money. We don't need your money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ова се надоврземе на моите соработници и покровители. Make the world dance. Forget about the price tag. Дали сега е погласно кога не ме бива едноставно? Можеш ти, ајде, распон на гласот, верувам дека имаш. Tired, why is everybody so obsessed? Happiness. Can we slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? We're paying with love tonight. It's not about the money. We don't need your money. Да се тече опозитивно, зашто се допаѓа караоке версијата. Добро. И ги прогласуваме најголемите антиталенти за музика на прво место. Јас и талентот за музика. Мислам дека многу добра конкуренција имаш за првото место тука. Не можеш да го достигнеш и така што не можем да го стигнем твоето место за да ја представам Македонија на мистер, мис и така натаму. Добро. При крајот, кажи ми што после овој надпревар, ако може условно да се каже, за избор на мис? Што после овој надпревар? Мислам, живот иде дале. Ќе си продолжам тој што го правев претходно. Целта ми е да продолжам како моден дизајнер. Со тек на време ќе биде и тоа. Се надевам. Јас се надевам дека ќе успееш, тоа верувам дека ќе успееш, реално. Пак ќе повторно, вистина сум фасциниран со тоа што во моето студио до сега не сум имал толку искрена личност и личност која има толку добри говорни вештини, а доаѓа од тој не моден свет, сега многу е грубо да кажам моден свет, но од светот на мистери и мисици. Ќе се заблагодарам за твоето гостување денешно во Урбан Так. Не можеш да станеш, јас ќе го поземам микрофонот. Еве го микрофонот, повели. Ќе тука негде ќе го завршиме гостувањето. Ти посакувам успеси, ќе се гледаме веднаш после твојот настав. И еве, имаме можност да видите како изгледа мојата денешна гостинка и кога е во исправена форма. Леке ме вцрвени уште малку. Без да се црвени, идеме веднаш со реклами и да ја испрата мојата денешна гостинка, па се враќаме назад во студиото.